Прв работен ден во новата 2017 година и прв потпишан договор на општина Велес за реализација на проекти. Тие се однесуваат на подобрување на инфраструктурата во населените места Челошево и Мамутчево. 2016 година успешна и за општина Свети Николе. Синоптичарите најавуваат ниски температури. Грипот си го зема својот данок. Во општината болница во Кавадарци хоспитализирани се 22 деца. По настаните на денот продолжуваме веднаш. Останете со нас. Ке се асфалтираат улици во населените места Чалошево и Мамутчево. Градоначалникот Чадиев го потпиша првиот договор за реализација на проекти во оваа година. Белег на годината која измина и годината која дојде се градежните работи на автопатската делница од Миладиновци Свети Николе Штип. 22 деца се хоспитализирани на детското оделение во Кавадарци како причина од сезонскиот грип. Ке се асфалтираат улици во населените места Челошево и Мамутчево. Денеска градоначалникот Чадиев го потпиша договорот. Изведувачот на работите вели дека штом дозволат временските услови, веднаш ке се почне со градежни активности. Представниците на местните заедници на овие две населени места задоволни, велат се реализира договореното со локалната самоуправа. На првиот работен ден од новата 2017 година општина Велес го потпиша првиот договор за реализација на проекти од областа на инфраструктурата. Ке се асфалтираат улици во населените места Чалошево и Мамутчево. Средствата потребни за реализација на овој проект локалната самоуправа ги обезбеди преку Светска банка. Дефинитивно ќе го затвориме проблемот со изградба на улиците во овие две наши населени места, а преку асфалтирање на истите места тоа ќе се опфанат центрите на самите населени места, споредните улици. Висината на овој проект е околу 12 милиона денари, пари од Светска банка по проект што го изработи претходно општина Велес согласно стандардите за изработка на вакви проекти, односно идеен проект, ревизија на идејниот проект, основен проект, ревизија на основниот проект и секако објавување на јавна, транспарентна тендерска постапка. Инвеститорот на располагање за реализација на проектите ќе има 3 месеци. Најавува започнување на градежните работи, веднаш штом дозволат временските услови. Се надевам дека соработката со општина Велес и понатаму ќе продолжи и перспективно знам дека имаше многу вакви проекти кои што чекаат за реализација, а ние се надеваме дека барем на дел од тие проекти ќе бидеме учесници. Реализацијата на овие проекти значи исполнување на приоритетните барања на жителите од овие две населени места. За нас ова е добар почеток, добра година, долго очекувано, со напори, добра соработка со општината и со градоначалникот и целта ќе ни се оствари. Чадиев најавува дека инфраструктурни проекти локалната самоуправа ќе реализира и во останатите населени места. Веќе конечно, значи ќе се реши проблемот со асфалтирањето на една улица од 1 километар и нешто што ќе биде благодет за сето население во местната заедница Чалошево. Минатата година општина Велес реализираше 38 инфраструктурни проекти. Од нив 26 се однесуваат на реконструкција, асфалтирање и бетонирање на улици во градските средини во населените места, а 12 проекти се однесуваат на поставување на нови водоводни линии. Белег на годината која измина и годината која дојде се градежните работи на автопатската делница од Миладиновци Свети Николе Штип. Ова го потенцираше градоначалникот на општина Свети Николе Зоран Тасев. Кои се проекти беа реализирани во изминатата 2016 во прилогот на колешката Катерина Нацева. Годината која измина за општина Свети Николе беше успешна, особено во делот на капиталните проекти. Заложбата на надлежните за создавање на подобри услови за живот
и реализација на многобројните проекти во делот на инфраструктурата е еден од сегментите кој општината ќе ја направи привлечна и атрактивна за нови инвестиции, вели градоначалникот Тасев. Завршување и финализација на двата капитални проекти улицата Крстен Мисирков и улицата Младинска успешно ги реализиравме. Завршувањето на улицата Цветан Димов и Рахилка Гонева успешно ги реализиравме. Завршувањето на улицата Ангел Трајчев успешно ја реализиравме. Завршувањето на улицата 11-та македонска бригада успешно ја реализиравме и како финален на се беше завршувањето на улицата 11 октомври и улицата Гоце Делчев. Се тоа се капитални проекти. Најзначајното од се за овие улици кога зборуваме е дека ја променивме инфраструктурата во улиците. Голем капитален проект. Го подобривме водоснабдувањето, го подобривме здравето на луѓето. Капиталните проекти продолжуваат и во новата 2017-та, потенцира Тазев. Пред крај сме со излетничкото место Бареш. Продолжуваме понатаму со проектот во водовод и канализација во населбата Сопотски пат, а веднаш ќе продолжиме со водовод и канализација на Гробевски пат. Направивме апликација за населбата Рудине, за населбата Кнешевски пат и за Васка Циклева, кој што е централниот колектор кој што минува низ центарот на градот. Многу значајна работа е што обезбедивме финансиски средства и она болна точка од срушениот мост веќе нема да биде болна точка. Започнавме со опшивањето на речното корито и со изградбата на нов мост. Со подобрувањето на инфраструктурата и проектите во делот на културните и историските знаменитости, Свети Николе ќе стане дел од туристичката мапа, што пак е потенцијален услов за развој на туризмот. Она што сепак останува белег на годината која измина и годината која дојде, се градежните работи на автопатската делница Миладиновци Свети Николе Штип. Со ниски температури го одбележавме почетокот на новата година, но синоптичарите најавуваат поларна зима со уште пониски температури и под минус 20 степени. Од овој петок Македонија ќе се најде под снежна покривка. Лекарите препорачуваат топла облека, топли напитоци и да внимавате на вашето здравје. Студеното време обележи за почетокот на годината, според најавите на синоптичарите, поради спуштање на поларна воздушна маса. Во четврток се очекуваат врнежи од снег, каде на повисоките места ќе наврнат и до 50 сантиметри. Веќе од петок се очекува целата земја да биде покриена со снежна покривка. Ова студено време ќе потрае и во следните денови, но врнежите претежно ќе бидат распределени од четврток, од пладневните часови, ќе бидат тоа врнежи од снег и ќе се формира нова снежна покривка пред се на планините и до 50 сантиметри нов снег, а врнежите ќе потрајат и во петок, вечер кон крајот на денот ќе престануваат врнежите и ќе имаме се пониски температури. За време на божикните празници, синоптичарите најавуваат поларни температури и до минус 20 степени Целзиусови. Во сабота и недела веќе минус 18 најниската температура и минус 20 во недела, се разбира тоа е најниската температура пред се во Беровскиот крај. Дневните температури веќе од сабота и недела ќе бидат негативни, значи нема да имаме над 0 температури преку денот. Разликите во дневните и ноќните температури сепак најмногу ги чувствуваат хронично болните лица и оние со кардиоваскуларни заболувања. Лекарите препорачуваат топла зимска облека, консумирање на топли напитоци и строго придржување кон пропишаните терапии на болните лица. Алармантна е состојбата со вирозите и грипот во Кавадарци. На детското оделение во Кавадаречката болница се хоспитализирани 22 деца. Единствениот совет кој го упатуваат лекарите да се внимава здравите деца да не се мешаат со болните и покрај редовната терапија да се конзумираат повеќе течности и витаминска храна. Алармантна е состојбата со вирозите и грипот во Кавадарци. Во општата болница се хоспитализирани 22 деца на детското оделение. Задржани се најчесто деца со респираторни заболувања, вирози, бронхопневмонија и слично. Зголемен е и бројот на доенчиња задржани на ова оделение. А додека децата кои имаат малку полесна клиничка слика се препраќаат дома. Преполно е оделението и нема повеќе слободни места. Полнет и последниот кревет на детско оделение, значи има високофебрилни деца
се работи за деца со мала возраст, од месец дена, најчесто се 3-4 месеци, така фебрилни по неколку дена, со респираторни инфекции. За среќа немаме гастроинтестинални проблеми, обично се вирози или пак компликација и бронхиолити, пошто се заработи со помала возраст. Епидемиологот Ристе Јовановски од Центарот за јавно здравје Кавадарци вели дека ако пред 7 дена бројот на грипусани бил 319, сега има многу повеќе, а исто така се очекува бројката да расте, со оглед на тоа што некои од грипосаните се лекуваат само во домашни услови и не бараат помош од матичен лекар. Лекарите советуваат болните да се изолираат во домашни услови, физички да не се напрегаат и да пијат повеќе течности, негазирани сокови и витамини, особено да се внимава здравите деца да не се мешаат со болните. Доколку дојде до компликации, задолжително треба да се побара помош од матичен лекар, кој ќе препише и соодветна медицинска терапија. Утре се навршуваат 74 години од убиството на народниот херој Страшо Пинџур. По тој повод Музеј галеријата на Кавадарци организира чествување по повод годишнината од неговата смрт. Пред спомен куќата на Страшо Пинџур во неговото родно село Ваташа, бројни делегации ќе положат свежо цвеќе и ќе му оддалат должна почит за се што направил за македонскиот народ и Македонија. Чествување по повод 74 години од убиството на народниот херој Страшо Пинџур ќе биде одржано утре во неговата спомен куќа во Ваташа. Пред споменикот на еден од најголемите револуционери и борци за слобода од поновата историја на македонскиот народ Страшо Пинџур, во спомен куќата која се наоѓа во неговото родно село Ваташа, бројни делегации ќе положат свежо цвеќе и ќе му оддадат должна почит за се што направил за македонскиот народ и Македонија. Страшо Пинџур зазема видно место меѓу плејадата борци за слобода и револуционери од овој крај. Тој загинал на само 28 годишна возраст, давајќи го својот живот за слобода на Македонија. Спомен куќата во која Страшо живееше со неговата баба Наца е реновирана и опремена од пред неколку години, со цел денешните и идните генерации да се сеќаваат на него. Настанот е во организација на Музеј галеријата на град Кавадарци со поддршка на локалната самоуправа. Председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски за Република во мега интервјуто. Одговарајќи на прашања се осврнува и на активностите на Сорос во Македонија, но и на тоа каква беше претходната година. Одговарајќи на прашањето, председателот Груевски потенцирал: тешка, но и интересна. Да, имавме тежок противник, при што не мислам на СДСМ. Тој беше само параван, инструмент, маша. Да не беше зад него Џорџ Сорос со сите милиони што ги истура во Македонија, со целата мрежа од HBO, медиуми, политичари внатре и надвор, што ги плаќа влијание во најмокните држави во светот, и тоа одлучувало внимание кога станува збор за помали земји како нашата. Немаше да е толку тешко, а и економијата ќе беше посилна. Ке имавме повеќе нови отворени работни места, иако и ова што го постигнавме не е за занемарување во една ваква тешка ситуација. Целото интервју може да го прочитате на republika.mk. Следат вестите од Македонија. Течат роковите за формирање на новата влада. Председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов има уште околу една недела да го довери мандатот за состав на владата на кандидат на партијата, односно партиите што имаат мнозинство во собранието. Мандаторот пак во рок од 20 дена од денот на доверувањето на мандатот на собранието треба да му поднесе програма и да го предложи составот на владата. Председателот Иванов во неделата изјави дека ќе ги испочитува роковите предвидени со уставот на државата. 65 пратеници од минатиот состав имаат право на апанажа. Законот за плата и другите надоместоци на пратениците во собранието и другите избрани и именувани лица дозволува до крајот на месец јануари, доколку истите не се вработат на старите работни места или се без работа, до собранието може да поднесат барање за надоместок на плата, кој според законот ќе биде во зависност од траењето на мандатот, но најмногу до 1 година. Со верификување на мандатите на новите пратеници на 30 декември,
престана мандатот на 123 пратеници од 8-миот парламентарен состав. Тие во рок од 30 дена треба да се вратат на своите работни места или да побараат да остваруваат плата и по престанувањето на мандатот. Пратениците и другите функционери нема да можат да користат апанажа една година како претходно, туку според времетраењето на мандатот. Од 123 пратеници во минатиот парламентарен состав, 58 беа повторно избрани на предвремените парламентарни избори. Според тоа, право да бараат апанажа, доколку не се вратат на старата работа, имаат 65 сега веќе поранешни пратеници. Со законот се предвидува пратеник да може да остварува плата подолго и од една година, а најмногу уште 6 месеци, доколку во тоа време стекнува право на старосна пензија. За време на остварувањето на ова право, пратеникот нема право на други лични примања и на доместоци на трошоци. Поранешните пратеници треба да поднесат лично барање, кое се поднесува најдоцна во рок од 30 дена од денот на престанувањето на функцијата. Правото на апанажа може да престане доколку поранешниот пратеник стекне право на пензија, кога тој ќе побара, кога ќе се вработи и ќе биде избран или именуван на друга функција врз основа на која остварува плата. Ова право може да престане доколку лицата се правосилно осудени за кривични дела против државата или за кривични дела сторени од користолюбие. Апанажата е во висина на платата на пратениците и ја исплаќа Собранието на Република Македонија, односно организацијата во која лицето ја вршило функцијата. Поранешните пратеници ќе имаат право и надомест и за време на годишните одмори. 51 пратеник од 7-миот парламентарен состав поднеле барање за апанажа, а од собраниската сметка во втората половина од 2014 и почетокот на 2015 година за оваа намена се издвојуваа по околу 50.000 евра месечно. Малку странски, а повеќе домашни гости на планините во Македонија. Најмалите и младите во најголем број се на Попова шапка. Сите дојдени за чистиот воздух и топлото сонце. На оваа зимска убавица во овој јануари засега нема снег, но тоа не им пречи на љубителите на природата. Може да се изнајми санка за 100 денари и ски за 300 денари. Хотелските капацитети се полни за новогодишните празници. Доаѓаат уште гости, но се задржуваат само на ден или два. Оние кои што сакаат да скијаат, ќе почекаат да падне нов снег. Работа има, велат од туристичките агенции. Велат дека недоволно се искористени потенцијалите на Попова шапка. Според нив потребно инвестирање во инфраструктурата, изградба на нови хотели и жичници. Нови детали од антитерористичката операција на турската полиција во Истанбул. Бројот на приведените за нападот на ноќниот клуб во Истанбул достигна 14 лица, а меѓу нив е и сопругата на напаѓачот, 29-годишниот Ал од Албанија, е уопсен во Болоња од страна на италијанската полиција, кој се обидел да пренесе 35 килограми кокаин. Деталите за вестите од светот во продолжение. Бројот на приведените за нападот во ноќниот клуб во Истанбул достигна 14 лица, а меѓу нив е и сопругата на напаѓачот, кој за време на новогодишната ноќ уби 39, а рани 69 лица. Сите приведени се испратени на сослушување во полицијата во Истанбул. Агенцијата не соопштува детали за осумничените, ниту каде биле приведени. Полицијата добива многу сигнали од граѓани во врска со напаѓачот, откако беа објавени фотографии и видеоснимка со мажот. Меѓу приведените е и сопругата на терористот. Таа била приведена синоќа во Конја во централна Турција. Се претпоставува дека напаѓачот, кој се уште е на слобода, пристигнал во Турција од Сирија заедно со неговото семејство во текот на ноември минатата година. Инаку турските власти денеска на аеродромот Ататурк во Истанбул приведоа двајца странски државјани под сомнеж за поврзаност со нападот. Двете лица се приведени на влезот во меѓународниот аеродром и однесени во седиштето на полицијата во Истанбул. Одговорност за нападот презеде групата Исламска држава, а осомничениот се уште е во бегство.
Италијанската полиција во Болоња уапси албански државјанин кај кого открила 35 килограми кокаин. Станува збор за 29 годишен АЛ кој дрогата ја транспортирал во џип. Доколку дрогата би завршила на пазарот, истата би достигнала вредност од 3,5 милиони евра, информираат италијанските медиуми. Албанецот бил откриен при рутинска контрола, а истиот живеел во Рим со дозвола за престој издадена од италијанските власти, чиј рок истекол во април 2015 година, а во тек била процедурата за обновување на дозволата. При контролата било утврдено дека џипот бил регистриран на име на Романка, која живеела во Милано. Уапсениот албански државјанин веќе бил познат на полицијата поради исти кривични дела. Времето денеска умерено облачно со сончеви периоди со слаби услови за дожд кон крајот на денот. Дува северен и северозападен ветер. Температурата се движи во интервал од 2 до 10 степени. А од утре слично време на денешното, но со пониски температури. Деталите во графичкиот приказ што следува. Ова беше последната информација за овој дневник. За повеќе информации посетете нашата веб страна k1.mk. Останете со програмата на К1 телевизија. Пријатно!